Инвестиции во производство на храна, а не во рудници, бараат струмичките екоактивисти. Тие потсетуваат дека аграрот е една од најдоходовните гранки во земјава, но и стратешки најважна. И не треба да се загрозува таа позиција и потенцијал со рударски и други загадувачки индустријски капацитети. Ѓорги Танушев од Здрава Котлина потсетува дека само во пролетната реколта во Струмичко обртот на средства е во десетици милиони евра. Во регион каде што има земјоделие, како и источниот плански регион, Струмичкото поле, не сме да има рудници, никогаш немало, ни пак треба да има. Затоа што пред се храната е она што овде обезбедува да бидеме втори по придонес во GDP на економијата на државата. Само за илустрација, сите пари што се дадени за рудници и профитот што го остваруваме од рудници, Струмичкото поле го прави за една година. Значи, несразмерноста е огромна. Од Здрава Котлина велат дека биле присутни на расправата за стратегијата за геолошко истражување и одржливо искористување и експлоатација на минерални суровини 2025-2045, но дека присутните научници не можеле да одговорат на многу важни прашања кои се однесуваат на безбедноста на животната средина. Затоа подготвуваат забелешки што ќе се испратат до Министерството за рударство и енергетика. Нас не треба да живееме од храна, да имаме за храна, да имаме она што е автохтоно овде, а не да отвориме рудници што ќе ги затвориме после 20 години, бидејќи се исцрпи тој руднички потенцијал и ќе ни остават отровите кои што ќе не загадуваат во наредниве илјадници години. Нема потреба за таква луда стратегија. Тоа не е стратегија. Тоа е лудило. Сите забелешки за стратегијата треба да се испратат до 1 мај. Овој стратешки документ го изработуваат 20 научници од МАНУ, но нацрт верзијата предизвика силен гнев и неодобрување од еколошките здруженија.